Во денешната тема ќе зборуваме повеќе за овие актуелни теми кои што се случуваат денеска и малку ќе се навратиме на оние вистински вредности кои што впрочем се суштината на животот на човекот, а тоа е едноставниот, кроток, мирен, нематеријален и се разбира богоугоден стил на живење кој што е од неопходна важност за да може човекот да најде мир и хармонија во својот живот, но и во животот во општеството. Ако се вратиме наназад, ете по последниве 20 на години, 1990-2000 година, ќе се сетиме дека животот беше многу поедноставен. Имаше некој мирно, спокојно, едноставно живење, кое што некако луѓето ги влечеше кон заедништво, кон дружба, соработка, да бидеме присутни во сегашниот момент и да ги негуваме оние важни индивидуални потреби на дружба, на контакт, на социјални односи кои што беа потпрени и подкрепени со љубов, чистота во односите, емпатија, еднаквост, разбирање, солидарност и пред се чист образ и искреност во намерите. Сето тоа денеска се изгуби некако во денешното време. Зашто? Затоа што луѓето премногу почнаа да се ориентираат кон материјалното, а помалку да го живеат тој суштински, вистински живот кој што им е потребен на нивната душа, што впрочем како духовни и психолошки битија ни е неопходно важен за да можеме да бидеме среќни. Затоа живееме во оваа доба во која што целосно владее дисхармонијата, несреќата, апатијата и безсмислата на живењето. Но токму за ова ќе зборувам во целото ова видео со некои конкретни точки, заедно заокружени со современите случувања и ќе поврземе на многу важна тема која што сметам дека секој ќе го засегне. Останете со мене. Порано животот, поготово за овие новогодишни празници, ако се сеќавате, се беше потпрено на едноставност и на среќа. Не знам дали се сеќавате вие, меѓутоа, еве јас кога ќе се сетам во тоа време, некако кога ќе дојде овие новогодишни празници, се случуваше во нашите домови. Дали беше тоа ако бевме деца, дека Дедо Мраз ќе дојде, празниците се одвиваа и новогодишните случувања и слави дома или кај некој од нашите другарчиња, seедно некако се случуваше во сегашниот момент, во присутност и заемна соработка со децата, со родителите. Значи, центарот беше семејната заедница, домот. А сега, во ова време, некако се луѓето и младите, па и децата, следејќи ги го примерот на родителите, се разбира, фокусот е ставен во надвор. Каде да ги потрошам парите, каде да отидам, каде да славам, со кој ќе славам, и така натаму, и така натаму. Значи, гледате некако вредноста на овој период кој што треба да биде впрочем и многу духовен. Духовна суштина на враќање со себе и со хармонијата со другите станува служба на славење за материјалисти, бидејќи со оглед на тоа што поскапени се цените во сите можни области, па и во тие кафичи и ресторани, ќе видиме дека секое славење доаѓа во служба на тоа да се поддржува материјализмот во општеството. И тука се губи таа суштина на едноставно, кротко и нематеријално и се оди кон материјално, кон естета, како ќе изгледам, што ќе купам. И гледате, некако празниците стана можност за трошење на пари и губење на суштинската вредност. А крајната суштинска вредност, впрочем и во самите овие празници, е раѓањето на Исус, кој што беше човек, односно богочовек, кој што требаше да не одведе кон една многу, да ни даде
патока си светлина каде и како треба да живееме. Но за тоа ќе позборуваме малку подоцна во видеото, кога ќе се осврнеме на тие духовни теми. Сето ова некако ни влече живот во кој што се губиме себе си. А одиме кон живот кој што целосно пак не дисхармонизира и со себе и со другите. Еве, некако, ако размислиме малку поразумно и поинтелектуално, ќе видиме дека несвесно луѓето почнаа да прифаќаат и да поддржуваат и несвесно да ја чувствувате, самите ја чувствувате енергијата дека луѓето почнаа пасивно да прифаќаат се што им се наметнува. Без разлика дали е тоа за поскапување, за вредности, за некои нови, закони, за некои нови идеи и така натаму. Значи, луѓето почнаа пасивно да прифаќаат се она што им се наметнува од другите луѓе и од светот. Од психолошки, духовен аспект, тоа би го разбрале како. Луѓето се на некој начин во стравови, гледаат како да преживеат, имаат страшни проблеми во приватниот живот. Верувајте ми, голем број на сите граѓани во целиот свет имаат приватно страшни проблеми, меѓутоа тоа има корен и причина зашто е тоа така. И несвесно прифаќаат живот кој што им се наметнува затоа што немаат сила да го кренат својот глас, да застанат храбро, да покажат една своја, како да кажеме, свој став, свој грб, свој карактер, свое достоинство. Туку се некако се повлекуваат во себе и се губат себе си во сето тоа, меѓутоа коренот на целиот тој психолошки момент е впрочем тоа што човекот не работи на себе, не се гради како човек, не инвестира во своето знаење и свесност и на крај не чита духовни книги кои што ќе му помогнат како да се оттргне од темнината на овој свет, бидејќи тоа е најголемиот проблем. Тоа е најголемиот проблем зашто луѓето пасивно прифаќаат ваков живот кој што не е добар за нив. Затоа што таа духовна сила на која што се наклониле ги тера да стравуваат, да не веруваат во Бога, во Божјата поддршка, туку да се подпираат на она што им го пласира светот, не знаејќи дека светот им пласира токму вредности на темнината, на таа енергија која што има за цел да направи хаос и дисхармонија во животот на земјата. И ќе видиме дека се поскапува. Се некако доаѓа некој начин на живење кој што на сите нас не ни се допаѓа, на сите ни е лош, неубав. Еве кога ќе споредиме тој живот, тој период кога во минатото кога се беше едноставно, ќе признаете сите, дури и оние кои што не се согласуваат или не ме сакаат или не сакаат да ме слушаат, ќе признаете дека животот тогаш беше подобар. Не сум важна јас, не е важно што или како се моите ставови или за што се залагам или дали сум верник или неверник, се едно. Значи, ајде да бидеме малку реални во се ова. Секој индивидуално знае дека животот порано беше подобар. Не збориме за социјализам, за некои си вредности кои што општествени, да речеме, култури кои што живееле тогаш, туку зборуваме за еден реален, практичен живот кој што сме го живееле од многу аспекти. И сето тоа некој ќе каже, па добро, човештвото оди цивилизацијски напред, ова се случува, идеме во тоа поле понапред, доаѓаат нови нешта, не знам, сето тоа е окей до некаде. Но не може некој да каже и да аргументира дека сите тие напредни цивилизацијски нешта се компензација за тој живот. Значи, ако животот треба да биде некоја хармонија и баланс, треба да се направи баланс од двете нешта. Но зашто не може во денешното време да се направи тоа? Затоа што човекот несвесно се прилагоди на овој наметнат живот кој што општеството му го донесе, за да целосно го запостави она што беше вредно како во минатото, како стил на живење и во
во целиот тој процес изгуби себе си заради пари, заради материјализам, заради таа работа, за да преживее, за да плати сметки, за да постигне тоа, не сваќајќи дека сето тоа стана премногу скапо, нереално, ненормално, нездраво, невитално, како да го кажеме поинаку, кое што има психолошки момент да го влече кон екстрем човекот, да премногу служи, да премногу работи, да премногу се дава себе си нанадвор за тие материјални нешта, на што производот и исходот од тоа е запоставувањето на својата душа и она што впрочем треба да го живее човекот како едноставен, кроток начин на живење. И најстрашното тоа е што ефектот од сето тоа е се повеќе да стануваме зависни од тој општествен живот кој што е наметнат, кој што впрочем е создаден од мрежата на злото. Мрежата на злото е која? Значи темнина, која што сакам да правам деградација. Сакам да го уништам сечи дом. Сакам да усмртам се што е она живо, создадено од Бога, од изворот, од светлината, од љубовта. Ако светлината е нешто што твори, што создава, што ни дава, еве само погледнете ја природата на глобално ниво, планетата Земја. Тоа е нешто мокино што ни е дадено од сите можни аспекти бесплатно да го користиме, а ние го уништуваме. Затоа ни се и климатските промени, и сите несреќи, и сите климатски катастрофи кои што доаѓаат, кои што впрочем не се случајност, туку ние со тоа што ние и правиме на планетата Земја, ама зашто и правиме на планетата Земја? Сите не имаме слободна волја што ќе правиме. Зашто и го правиме тоа? Затоа што нас не води некоја темна сила. Еве, јас познавам многу личности во приватниот живот кои што постојано купуваат пластика. Постојано. Значи, еве, после сите несреќи кои што ги видовме, после целата ова значи состојба, еколошка состојба и климатска атмосфера од летен аспект кој ќе видиме од летото не може да се живее, значи едноставно не се живее во лето. Во зима еве загаден воздух ќе видиме. Значи постојано сме во некоја агонија на живење која што не ни дава едноставно да живееме нормално, како што сме живееле некогаш. Тоа има корени, значи не е нешто што ние паднато од небо и така сега периодот тоа е тоа, некоја си, не знам, космичка или временска таму линија која што си се случува. Не, тоа се последици од нашиот однос кон природата. Од нашиот однос кон природата, која што е впрочем наша, без неа не би можеле да екзистираме и да живееме, а ние ја деградираме. Ако ја деградираме, тоа што ни кажува? Дека во нас лежи темнината, лежи поривот за деградирање, за уништување, лежи похотта, ниските страсти кои што ги нарушуваат здравите односи со другите луѓе, кои што нарушуваат влијание на општеството. Значи како ние се однесуваме кон другите луѓе, кон себе, кон најблиските членови во фамилијата и кон луѓето во општеството. Затоа што сето тоа се одразува во атмосферата како енергија. Ако се одразува, тогаш тоа што го испраќаме кон себе и кон надвор и кон природата и тоа што го поддржуваме со нашите свесни волеви избори, тоа нас не се враќа. Ако купуваме пластика постојано, таа пластика неизбежно ќе оди во природата. Не може да се разгради, верувајте ми. Еве, сега имаше пред некое време на вести во Хрватска, Далмација, значи полна со пластика, со ѓубре. Некаде тоа ѓубре ќе заврши, таа пластика. А да не збориме за микропластика. Колку се разградува микропластика во океаните, во морињата, во езерата. Значи не збориме само за физичко, како да кажеме, визуелно загадување, зборуваме и за суптилни микро загадувачи кои што впрочем не влегуваат во телото и преку водата. Самите се уништуваме. Зашто? Затоа што нешто тлее во нас што не е добро. Ако порано животот беше поинаков, тоа значи беше таков затоа што луѓето живееа љубовта,
солидарноста, емпатијата, како што кажав на почетокот, поддршката, искреноста во односите. Гледате, односите не се базира на тоа дали сега овој мене ќе ми купи нешто или ќе продадам, колку ќе продам или колку ќе заработам. Приоритетите се заменија со материјализам. И тоа е проблем. Тоа е проблем затоа што сето тоа го поддржува злото. Тоа зло влече многу, како да кажам, алки во сенџирот на општеството. Ако ние духовно, морално и етички сме на ниско ниво и ги кршиме духовните закони, бидејќи етиката и моралот се највисок дострел на едно човеково постоење. Ако тоа не постои во општеството, тогаш ние сме ја утнале работата. И сме се оддалечиле од духовните закони и несвесно ги прекршуваме. Затоа велат луѓето, овој си го плаќа гревот, тоа му е бреме, тоа му е судбина, тоа му е карма, но тоа зашто е така? Затоа што некаде на несвесно ниво ние сме го прекршиле духовниот закон, кој што вели не го прави тоа и тоа. Ако го правиш, слободна волја имаш, прави го. Бујрум, што би рекле со комшиите наши, турците. Ама, еден ден, тоа се запишува во космичкиот запис и ти се враќа. Затоа, погледнете ги сите луѓе околу себе. Сите се во некакви сериозни проблеми од кои што не можат да излезат. Јас стално читам по овие групиве што се на Facebook, ги следам за луѓе што бараат помош. И гледам, луѓе имаат сериозен проблем со другите луѓе. Значи, кој, не знам, ограда не му давал да изгради, кој ограда му ставил, му покрил цела куќа, прозорите, светлината му ја попречил да му влегува, кој навлегол таму побарал као човечки да му отстапат малку од нивниот имот за да се влегува во неговата куќа, да речеме, на некој имот. Овој цела улица направил. Она што вели народот, ќе ти дадам прст, ќе ти ја земе цела рака, ама тоа зашто е вака во односите? И не се само ова, значи во секоја фамилија, во сечи живот постои некаков ваков проблем, затоа што луѓето несвесно, заради тоа што ја изгубија љубовта, искреноста, почитта, несвесно се одадоа на злото. И тоа ги води. Значи, тоа е тоа што не деградира нас. Значи, не живееме во хармонија, не живееме во склад, во почитување, во почитување на туѓиот образ. Живееме во тоа да ти наштетам. Не ми интересираш ти, затоа што животот стана преголем циркус и преголема борба за опстанок, што веќе не ми интересира другиот, туку ми интересира мене да ми биде удобно. А кога се случува тоа, гледате, сите кои почнуваат тоа да го прават, се дешава циркус, хаос. Секој ќе почне едни помеѓу други очите да се ги вадат. И тоа во колективот како духовна енергија владе и се клукаме едни помеѓу себе со негативна енергија, си пренесуваме таква сила, кармички, гревовно се оптеретуваме, нас ни се враќа животот, судбината да носи многу потешки, по-комплицирани односи или такви соодветни проблеми во нашиот живот како што ние ги манифестираме на другиот. И гледате, тоа е еден круг, бидејќи се во универзумот, во космосот е еден круг кој што врти. Како велат старите често, животот е тркало. Еден ден ќе се вратат нештата кои што сме ги правеле. И навистина е така. Навистина е така. Еве ќе ви дадам еден конкретен пример. Тие за бараки ќе зборувам сега, за што ги рушеа. Значи тие бараки зашто се изградиле, зашто преку 40-50 години стојат и никој не ги чепнал. Затоа што луѓето едноставно живееле со почитување и не се земале тие нешта законито толку тврдокорново предвид. Значи, сега овој незаконски изградил тука, па сега ќе му срушиме. Ако видите во некој од старо Скопје видеата или сликите, таму луѓето порано излегувале, тоа биле едни како шеталиште со еден куп масички столчиња каде што луѓето се собирале и седеле. Никој не размислувал дали ова е дивоградба или не. Имало значи се давало можеби услуги, ама уживале луѓето во тоа. Едноставно не се гледале нештата на тоа дали ово е законито направил или незаконито направил. Гледате, било послободно.
било послободно. Ако е тоа така, сега сме во една ситуација во која што вели, ти си изградил пред 50, 40, 30 години нешто, сега има да јас да ти го срушам затоа што на маркицата во ДУП или во таму и таму во нашиот систем вели дека ти незаконски си изградил таму барака или што и да е, ти правиш пари од тоа. Ама погледнете ги, многу луѓе коментираа за тоа и стварно разумно е да размислуваш на тој начин. Спротиво, целиот паркинг кој што беше на ГДЦ е срушен. На негово место се изградија огромни джиновски згради. Ја не знам што е тоа. Најверојатно ќе биде за некој бизнис или за ширење на трговија. Значи сега ние пазете, овие се законити, законски се изградени тука, джиновските згради, а баракиве тука затоа што се незаконити на едни скромни луѓе кои што не правеле на никој проблем. Ние ќе ви ги рушиме за да наводно направиме една лажна слика. Тоа се вели лажна селективна правда. Сега сум праведен, ама ќе ударам по грбот на обичниот човек, а овој што е материјалист, што има пари, значи тие дивоградби покрај Вардар се рушат за да се создаде една лажна слика дека сега конечно државата ќе воведе ред. А да не збориме за другите градби кои што се никнаа на секој чекор, кои што го издеградираа и го уништија целиот град. Скопје веќе не личи на себе. Тоа, верувајте ми, ќе оди во уште поголема крајност и сериозност, бидејќи животот станува некако се повеќе материјалистички ориентиран и профитот станува закон, кралство на градот, на луѓето. И на тој начин се повеќе ќе се уништуваат обични трошни куќички или се повеќе ќе се воведува таа идеја на масовно цивилизиран град, малтене скопски Њу Јорк, во кој што буквално еве во Њу Јорк ако отворите, ако видите, таму се зграда до зграда, значи нема дрвце измеѓу. Нема ништо. Ама среќа они имаат океан наоколу, имаат некој пробив. Ние сме тука планинска земја, тоа кога ќе се уништи, нема од каде пробив да дојде. И затоа имаме загаден воздух, затоа имаме толку топлотни бранови на лето, затоа што бетонот се загрева. Еве јас баш истражував земјата каде што има трева, каде што има земја. Земјата има капацитет да ја впива топлината. Значи тие сончеви зраци да ги восприема и да ги, бидејќи земјата е длабоко ладна, и да прави некој баланс. Значи таа има капацитет доле да дава ладна енергија која што ќе направи баланс помеѓу воздухот и земјата, за да се живее некој избалансиран живот. Кога топлотните бранови доаѓаат, се задржуваат на бетонот кој што е направен заради тие згради, заради целото тоа уништување во градот. И се прават се повеќе, се даваат се повеќе маркици, се даваат се повеќе дозволи, ама на крај овој што е со дивоградбите покрај Вардар ќе смета, ќе пречи, затоа што тој немал, како да кажеме, документ дека правно изградил таму. А овие джиновски згради кои што се целосно со бетон, тие никнуваат како печурки на секој чекор, ама тие се правни. Значи тие се законити. Тие платели и го почитуваат законот. И што доаѓаме до заклучок? Дека обичниот граѓанин, малиот обичен човек кој што не е со партија, кој што не е со пари, кој што е скромен, кој што не е некој нешто или нема врски, тој го јаде. Тој неправедно ќе го бутка државата на работ на екзистенцијата, ќе го удира по грбот, затоа што наводно ги кршел законите, а овие што се со големите пари, инвеститорите, архитектите и така натаму, значи тие бидејќи имаат пари, гледат имам пари да го платам ја ова, тие се почитувани. А тие ви го уништуваат и мирот, и воздухот, и хармонијата во едно мало. Јас тврдам и стојам позади тоа, бидејќи јас бев жртва на такво огромно зградиште до мене, кое што ни го одземе мирот, и ден денес не можеме да го најдеме мирот во нашето мало заради таа една зграда. И сето тоа е една стихијна работа. Тоа е една стихијна работа за поддршка на мрежата на злото. Гледате, од нив
го губиме мирот. Од нив ја губиме хармонијата. Од нив си ги вадиме очите едни помеѓу други, затоа што нив ги поддржуваме, ама како ги поддржуваме? Не само преку властите. Грото на луѓе не се ни свесни дека кога гласаат, не гласаат самите, туку гласаат таа темна сила што тлее во нив. Не, мислам, не... Навистина, после сите овие животни искуства на овој народ, јас искрено се израдував кога видов дека 50% не излегле и тука сватив дека луѓево стварно некаде им кликнало дека не се глупави и дека нема да паднат во ова матна игра и повторно да гласаат за едни исти, ама имаме 50% кои што гласаат за политичка партија во која што има масовно зло. И тоа ни кажува дека 50% од тие гласачи се навистина наклонети на таа темна сила. Тие не се ни свесни, они со нивната свесност си велат сега овие кои ќе дојдат ќе ни донесат некоја поубава иднина, дека ќе донесат подобар живот, ќе направат промена, пајде да ги смениме овие, бидејќи овие другиве ни го променија името, ни направија и не сваќа дека со години и години се врти едната иста психолошка приказна, не само на кражба на пари, туку на наметнување на вредности, на материјализам и на погрешен стил на живење и на скап живот, не само на скап живот, туку и услугите кои што ги даваме и како данок и како такса и како не знам документи кога плаќаме. Тоа се пари кои што не се реални, кои што фактички луѓето кои што стојат на чела на државата ги воведуваат и ги прават законите и околностите да човекот го краде. Значи, тоа и во Библијата вели, окей, треба да се плаќа данок, царина и така натаму, но тоа да биде минимална сума. Да платам, документ за да ми се извади лична карта, за услугата и за печатењето, ама тоа да биде едноставна мала сума, а не кражба. Тука е моментот кој што државата прави кражба кај луѓето. Им прави кражба затоа што луѓето не се свесни дека го поддржуваат злото. И со нивните избори, што гласам, и со нивното секојдневно живење, бидејќи моралот етиката доаѓа од срцето. Доаѓа од свеста, вредноста, кои се моите вредности, што поддржувам, што восприемам, со што се хранам, што ширам на другите. Тоа го живеам, а врз основа на тие избори јас одбирам. Како велат, секој човек го има црниот и белиот волк на себе. Значи, што ќе одберам јас, кого ќе го хранам, тој ќе ме води. Гледате, ако јас ги живеам божествените вредности, мене Бога ќе ми го води животот. Мене ќе ме води кон избори, кон идеи, јас сепак ќе имам слободната волја да одберам, но духот ќе ми биде прочистен. Врз основа на чистиот светол дух, со помошта на Бога кој што многу добро знае што е најдобро за нас, ќе умеам да ги направам правилните вистински избори кои што ќе ме водат кон што? Кон по-добар, поквалитетен и духовен живот, но и општествен живот. Ама ако не го правам тоа, ако не го живеам духот, ако ги одбирам лошите вредности, ако гласам за слепо гласам и верувам со илузии дека некој човек ќе дојде и сега ќе поправи државата, не сваќајќи дека јас сум во една буквално заблуда. Сега јас би рекла тука и една тешка глупоча во себе. Треба да се биде малце и рационален и самокритичен, да не бидам игнорантен на тоа дека живеам живот исполнет со илузии, меѓутоа, за да може да се дојде до таа една самокритичност и самообјективност, сепак треба секој индивидуа да поработи малку на себе. Кога работам на себе и кога читам и кога и дозволувам на себе да најдам време и да се приспитам во себе, вонаш рационално да ги погледам нештата. Тоа е најголемиот проблем на човештвото, што рационално не размислува сам со себе да види па дали е ова човече нормално? Дали е ова добро? Дали ова мене ми носи некоја среќа? Меѓутоа луѓето јас разбирам, не може да го видат тоа, затоа што целосно се изгубени во овој вртлок на брз начин на живење кој што ги голта. И не можеш да најдеш едноставно мир сам со себе за да можеш да приспиташ дали ова нешто е добро или не, за да си ги видиш илузиите дека некаде навистина грешиш.
туку слепо, поготово оние што слепо веруваат, што слепо величат, што поддржуваат и со музика, и со славење, и со алкохол, и со се е тоа масло на една темна сила која што човекот заради преголемото фокусирање на општествениот секојдневен живот и своите проблеми и премногу ориентирано живење на само мене да ми биде удобно, тука доаѓаме до проблем, затоа што се губи таа самосвесност и рационално интелектуално наблюдување на нештата, кои што ќе му помогнат на човекот да види дека некаде и некој дебело го лажи и манипулира, но од друга страна да види дека и он си има сам со себе темни страни, би рекла, кои што сериозно го влечат кон и тешки судбински околности, но и поддржување на таа темна сила, која што ќе го натера утре повторно да направи лоши избори и потоа ќе видиме судбини кои што се навистина многу тешки и искушувачки, кои што луѓето не можат да излезат од нив или им се проблематични и врз основа на нив стануваат уште полоши во целата таа игра, наместо да го отплатат гревот, темнината која што си ја одбирале врз основа на моменталната судбина, значи да се прочистам себе си низ овие тешки, да кажеме, судбински пребрежија. Јас дополнително станувам уште полош и се вовлекувам уште повеќе во калта, од која што еден ден ќе резултира за жал или со сериозна болест, или со несреќа и така натаму. За овие теми имам зборувано многу во претходните видеа, нема да се задржувам. Затоа не случајно во Библијата има еден дел во, ми се чини Римјаните беше, каде што вели секоја душа да им се подчинува на претпоставените власти, затоа што нема власт што не е дадена од Бога. Секоја власт е одредена од Бога, односно законот вели како што правиш, така ќе ти биде правено. Гледате, ако го видиме општеството како генерално и што се прави на луѓето од аспекти на овие поскапувања на струја и на општествен генерално живот кој што се наметнува се по дисхармонично и неубаво живење, како што го објаснував до сега, сето тоа луѓето им смета, им пречи и се жалат и протестираат очигледно. Гледаме дека протестираат, но сето тоа се последици. Видете каде самите некаде поддржувате зло, каде го прифаќаме, каде го поддржуваме, каде го одбираме, бидејќи сето тоа е производ, значи се што се случува е производ на нашиот колектив. Како сум јас во мојот приватен живот и со моите сограѓани, во мојата работа најважно. Работата е една од најголемите причини зашто се прават гревовите и зашто отплаќаме тешки кармички отплати. И тоа треба да ни биде патоказ каде ние да се поправиме самите себе си. Ако прочитаме во Библијата, во Коринтијаните има еден дел каде што вели не должете никому ништо. Сакајте се еден со друг. Затоа што оној што го сака другиот, што го почитува, што го љуби другиот, го исполнува законот. А дали ние како луѓе кои го почитуваме, го исполнуваме законот? Не. Затоа што ние станавме алчни едни помеѓу други. И станавме алчни за ние да се збогатиме, ама тоа што ние се збогатуваме и правиме нешто големо, финансиски, материјално, обичните граѓани во општеството, кои што или ќе се залажат, или ќе го поддржат тоа, како синџир се влечат едни помеѓу други, гледате да се поддржува тоа зло и да правиме едни помеѓу други, да си правиме, како да кажеме, беззаконија и да се вовлечеме кон гревови и кон дисхармоничен живот. Но исто така има еден дел каде што вели ќе дојде часот на отплатата, ќе се отплати се ова. Ќе дојде време, ќе дојде часот кога ќе се разбудите од сонот. Затоа што ноќта одминува, денот се приближува и сите дела на мракот треба да ги отфрлиме за да се облечеме во оружјето на светлината, за да живееме пристојни како дење, не во срамни гоштевки и во блуд и нечистотија како ноќта. Треба да се облечеме како Исус Христос и да бидеме чисти и да се одвоиме од ниските страсти. Секој индивидуално треба да се стреми кон светлината, кон доброто, кон љубовта и да се отргнува од злото, бидејќи тоа е главниот закон во Библијата. Цела Библија зборува за демоните.
Не е ова паднато од Марс. Не е ова нешто што реално не го знаеме. Мислам, се ова што се случува е производ на таа темнина. Да не заборавиме за тоа и ако единствено се оддалечиме од таа темна енергија, не ја поддржуваме, значи не поддржуваме ништо од ова што се наметнува, единствено ќе можеме конечно да дојдеме до таа една божествена мудрост, која што е длабоко сокриена во таинствениот дел на човековата личност и дух, и конечно да станеме чисти пред Бога. Затоа што ако не сме такви, ќе се прилагодиме на светот, значи на овој живот, и ќе живееме деградацијата и во приватното живење и во општеството, исто како што ние луѓе владетелите кога беа во времето на Исус, кои што не го препознаа и го распнаа. Значи го распнаа Исус на крај и што донесоа само уништување, деградација. На ист начин е со оваа борба во општеството. Значи што ние ќе поддржиме, тоа ќе ни се пласира и ќе ни се врати. Скопје не е загадено одеднаш. Верувајте ми, Скопје е производ на оваа темнина која што ја живееме сите ние долго време. Не може некој да каже дека проблемот сега наеднаш е Усие. Не е Усие проблемот. Проблемот е, Усие е само една алка од проблемот. Ние самите сме проблем. Прво со духовното живење, второ со тоа што сите згради нови се населени. Некој е многу слеп на сето ова. Некој е едноставно неосвестен на сето ова и се поддржува тој инвеститор. Ама ако ќе видите дека многу од тие луѓе кои што ги поддржија овие инвеститори, сега се соочуваат со секакви проблеми во тие згради. Затоа што човекот прво не е ни создаден за да живее во стамбени згради. Секој човек има доволно имот, има доволно земја на планетава Земја за да може да си направи своја куќа и да може да живее независно. Кога живееме во една зграда со толку многу луѓе и проблемите се поголеми, а поготово кога го поддржуваме злото и темнината преку ваквите инвеститори, и ние си правиме уште поголем проблем да злото ни прави сплетки и проблеми и во самата зграда и во сопствениот дом, кој платил однапред стан, па не знам, се прекинало работењето, пропаднале парите, кој со некакви нискобуџетни, не знаеме какви материјали изградил, по една година станот или им тече, или нешто се расипало и така натаму, што доаѓа до тоа дека залудно се биле фрлени значи парите, ама тоа се легални градби, така, значи легални градби кои што се од тие материјалисти кои што ние ги поддржав. А овие сограѓани кои што се добри срдечни, сега се без леп на масата затоа што се следи правдата и законот, и ќе видите колкав е абсурдот на тоа дека колку повеќе сакаат да направат наводно добро, ама тоа е психологија на злото, те маскира дека сака да направи добро во општеството, а впрочем те деградира од сите страни. Законски работиме, ама ги даваме сите, ги узурпираме секое катче, секој ќоше во градот со нови джиновски згради, ама ние битно одиме по закон, а се друго деградираме и природа, и воздух, и други луѓе наоколу, го рушиме мирот. И на овој начин рушиме као наводно мали објекти кои што се на некој обичен граѓанин, кој што не имал никаква намера за профит, туку едноставно е тоа би се вели манипулација, значи селективна правда која што најголемата правда и законитост ја добива материјалистот. Тоа духовно не е добро, тоа не е здраво. Тоа не е правилно пред Бога. Затоа што сето тоа е дозвола за поддршка и ширење на тоа масовно зло во општеството. Ама битно се водиме ние според правда и закон. И после ќе протестираме. Не може да протестираме кога секој од вас индивидуално ќе го прекине тоа поддржување на злото во општеството, без разлика дали е тоа откупување на пластика, поддржување на маркети, поддржување на ресторани, кафичи, поддржување на не знам, на било што. Било што. Кога ќе прекинеш да го дозволуваш злото во општеството, темнината која што деградира од ваков момент и која што наметнува се поголемо поскапување, еве сега струјата ќе поскапи уште повеќе. Гледате, од сите страни
животот го прави ригорозно неподнослив. Сега како се поддржува, не можете да очекувате ништо добро. Не можеме. Ако се вратиме сите индивидуално во времето кога беше во 1990 година, кога сите живеевме прибрано, кротко, скромно, знаете многу добро сите како живеевме, каде што не постоеше ништо од ова, се дотогаш не можеме да го видиме тој живот. Ке си страдаме на овој начин. Од се ова што се поддржа и од сите овие згради кои што се навлегува и никна во срцето на градот, од зграда до зграда, до бетон, без план, без никаква мера, без никаков, значи да се почитува еве зградава која што ја направија тука. Абе сите дрва ги секоја наоколу, човече, не им смета, сега таму просторот е празен. Значи немало потреба да се исечат тие дрва. Немало потреба да се исечат. Зашто се исечени 8 дрвја, кажете ми? Затоа што тоа е масло на сатаната. Сака да уништи. Сака да го уништи мирот, сака да го уништи воздухот, сака да страдаш. Да страдаш и ти и твоите деца. Ама некој ги поддржа, еве. Некој премолчал, некој поддржал. Јас тогаш не бев тука. Јас не може да го дозволам тоа. Тој дел, замислете, е на Република Македонија. Значи не е ни на овој, ни на наш. Збориме за локација во која што е неутрална, значи на државата, каде што имаше 4 дрвја, 4 имаше од нивната страна, тоест 4 од нивната страна, 2 кај нас и 3 меѓузона, значи на Република Македонија, сите беа исечени. Јас не живеев тука, кога се вратив, дрвјата ги немаше. Значи зашто да се исечат? Направија зградата, уреди, естетски можеби ќе направиш, ама дрвата зашто ги сечеш, човече? Нема зелени површини, нема ветровни коридори, нема воздухот, не може да доаѓа од сите страни, дрвјата ги немаме дрвјата да не заштитат од тие негативни штетни честички. Немаме веќе простор за дишење и се угушивме, ама и јас се гушам. Јас се гушам, ама знаете како се гушам најмногу? Од енергијата и од луѓето. Најмногу се гушам од луѓето, од тоа какви се, од таа енергија што ја праќаат. Мене тоа најмногу ми смета на ова наше поднебје. Затоа што другите луѓе некому го гушат духовниот и енергетскиот простор, гледате кармата како доаѓа, ќе те гушам сега, затоа што ти го поддржуваш злото и го испраќаш на другите луѓе, сега ти се враќа злото од општествен аспект. Ќе те гушам преку воздух, ќе те гушам преку храна, ќе те гушам преку поскапување, да видиш како му го правиш ти на другиот човек тоа. Верувајте ми, без разлика дали е во материјална форма или во енергетска форма, се е исто идентично, затоа што тоа е циклусот на кружното, како да кажеме, враќање. Значи, тоа што го давам ми се враќа. Што самите поддржуваме, тоа самите заслужуваме и го добиваме. Кога сме кај тоа, еве ќе спомнам и за, како да кажеме, сериозна материјалистичка фирма, конгломерат, кој што многу од вас не знаат колкави пипци има фатено во општеството, но за ова ќе зборуваме во следното видео. Да видите оваа алчна банда која што рушеше и која што работеше 24/7, да спознаете само кој стои позади тоа и кои се фирми ги поддржувате на несвесен начин, кои што впрочем се дел од таа фирма, значи компанија која што е раширана из целиот Балкан. Тоа е најпознати, најмасовен материјалист кој што ги шири тие молови. Ама вие ги поддржувате, и многу помали продажни салони кои што се тука, кои што се дел од тој конгломерат. Значи, на несвесно ниво поддржувате фирми, компании, материјалисти кои што, впрочем, гледате 24/7 на некому рушеле мир, со градба луѓе се жалеле, ама некој ги поддржал, некој од министерството, некој од политиката им дал печат, документ, еве ти гради, направи, уништија, таму имаше огромен парк. Значи, јас сум растена тука,
таму тоа беше еден преубав дел, се уништи. Сите паркови на местото на зебра имаше зеленило, се е тоа уништено од вакви молови кои што ние ги поддржуваме. Вие ги поддржувате. И поддржувам, тогаш молчи. Јас се извинувам ако сум директна и многу остра во овие зборови, меѓутоа тоа е вистината. Тоа што го даваш во општеството, што го дозволуваш, ти се враќа. Ако не сакаш да го живееш овој начин на живот, мораш да се промениш. Еве сега и градинките гледам почнуваат да ги цените да ги зголемуваат во градинките. Цената во струја, цена во храна, зголемување на цена на вода. Значи сите основни ресурси веќе се променија, се направија луксус. Значи ја не знам, навистина не можам ни да помислам како ме на оние луѓе кои што навистина немаат леп да јадат. Кој знае колку семејства кои што реално ни јас и ти не ги знаеме живеат со никакви услови, мизерни услови, затоа што не може да, како да кажа, да дојдат во текст со ова напредно скапо живење. И ова сега што дојде со Safe City, истото вие. Како да кажеме, значи сега ви го дозволивија злото од сите страни да ви владее, во приватниот живот самите си го одбравте, си го живеете злото, тоа зло ви носи дисхармонија, тоа зло ви носи да живеете, значи немирен живот, да брзате постојано, да стигнете постојано, да направите, да ги завршите обврските во најбрз можен рок и на тој начин прекршоците еве ви ги. Значи брзам, ќе направам прекршок и лупни по обичниот граѓанин, дај му казна. А впрочем, сите ќе живеевме многу посмирено и многу поедноставно и не може да биде овој сообраќаен хаос ако живеевме на еден поедноставен живот, како да кажам со други зборови, по-реален живот, да не мора да се ита цело време наваму натаму. Значи тоа фирмите материјалистите тоа донесоа, однеси ова, земи она, достави тоа, направи ова, цело време, буквално цело време е вака. Со тие правни нешта и да речеме обврски кои што се даваат преку услуги или преку делење производи, таа документација која што стои позади тие материјалисти и работни места. Значи, луѓето ги прави робови на постојано движење и во тоа брзо движење, брз начин на живот, човекот едноставно и нервозата, и бесот, и фрустрацијата која што ја носи длабоко во себе ќе киксне некаде, ќе му дојде и на крај самиот, нема да не вози така директорот или не знам, некој што е таму шеф на овакво. Не ги вози обичните граѓани кои што работат за големите материјалисти, ги возат тие коли и се соочуваат со тој сообраќаен хаос и тие ќе ги плаќаат казните. На Safe City. И зашто да биде Safe City? Каде во минатото некои англицизми се користеле за вакви нешта? Значи се користела македонски литературен јазик во сите правни нормативи или како да ги наречеме, се користело безбеден град по наводници. Не Safe City. Тоа е уништување на самиот тоа е целта на Македонија. Значи злото сака да го уништи идентитетот на македонскиот народ. Тоа е едно од, бидејќи е најслаб, македонскиот народ е најслаб тука. Гледате го, немате индивидуално достоинството, ставот, силината и чистотата на духот. Се одбира зло, се одбира површност и се премолчува на многу нешта и вакви нешта кои што се наметнуваат од аспект на англицизми во правото, во државниот момент. Значи се губи идентитетот, почнува се чисти јазик и се она што било вредно од порано се заташкува, се потиснува, не му се дава вредност и пиедестал да дојде да биде како вредност, како пример и се уништува идентитетот и народот. И кога сме веќе кај таа кражба, еве ќе ви дадам конкретен пример, се малку мала дигресија, меѓутоа се сетив да сакав да го споменам тоа. Имаше една моја блиска личност ми кажуваше каргото, луѓето од Карго Експрес, од некојот и веројатно не знам за другите, ама како што видов по тоа за испраќање од Карго Експрес, 150 денари пратката, 220 наплатиле на врата. Отварајте 4 очи за тоа што се прават кражби. Луѓето
каде што работат за злото, каде што работат во компании за профит. Таму се лепат индивидуи кои што се гледате соодветно такви со некои ниски, да речеме, карактерни слабости кои што ќе падне на ова сега дај и така ми е мала платата, барем ќе украдам, ќе успеам да украдам низ овие нешта. И затоа што се на минималец, често незадоволни, потиснати од, да речеме, од животот, од работ на екзистенцијата, посегнуваат по вакви моменти и крадат. Отварајте 4 очи за таа онлайн продажба, бидејќи многу кражба се прави. Огромна кражба се прави, се прават манипулации и на овој начин ќе видиме дека луѓето едни помеѓу други почнуваат да заради тој скап живот да меѓусебно да се стануваат непријатели. Во Библијата во Коринтијаните во 6 глава вели: многу срамно е веќе тоа и за вас што имате спорови меѓу самите, се навредувате, нанесувате неправда, ограбувате и тоа браќата своји. Поентата во целиот овој стих е вели: се е допуштено, но не е се полезно. Храната е за стомакот за храната на Бог и на неа и него ќе ги уништи. Телото не е за блудство, туку е за Бога. Што значи ова? Метафорично дека ние чистотата на духот треба да ја негуваме за да можеме да го наследиме тој поубав живот. Зашто го правиме тоа? Затоа што не сме од Бога. Царството Божјо кое е? Поубавата судбина, поубавата иднина врз основа на прочистениот дух, без основа на чистиот дух. Значи ние кога сме со темната сила ги вршиме овие неправди. Ние кога сме со лошото, со овие ниски морални вредности кои што ги правиме меѓу себе, ние сме со злото, со темнината, која што впрочем ни се враќа. И гледате, кражба од една страна, кражба од друга страна, доаѓаме до последици кои што не водат кон дисхармонија во општествениот начин на живење, кој што е целосно оддалечен од она што било суштина за нашето физичко материјално постоење како човечки битија. Баш читам денеска премиерот вели за иницијативата на град Скопје за дислокација на цементарни Целусија, прачува дека владата нема проблем со такви радикални потези, но предупредува дека тоа нема да биде магично стапче за решавање на загадувањето. Точно, затоа што многу други нешта се дозволени од нивна страна и од народот, за да се реши само тоа, како што кажав пред малку. Вика, проблемот холистички гледано, главниот извор на ПМ честички е начинот на кој се загреваат домаќинствата. Повторно кај наредот товарот се става. Значи луѓето целиот живот се грееле од елементот на оган со дрвја. Целиот живот луѓето живееле на тој начин. И сега товарот, одговорноста се пренесува на луѓето зашто се грееле. Точно дека има луѓе кои што се користат со облека и со други штетни производи, со горување на материјал кој што не е здрав, меѓутоа тоа не е, да не се лажаме, тоа не е 1 милион народ. Повеќето луѓе се греат со клими, како од домаќинствата, мислам, каде живееме, природата ни е дадена за да живееме со тие ресурси кои што ни се дадени од неа. Не можеме товарот да го ставаме на тоа. Проблемот е што се загади све заради тие никнати згради, ама гледате, никаде нема да се спомне тоа. Да спомнат некаде од преголемата значи уништеност на дрвијата, на зелените површини и на преголемото градење на нови згради. Никаде нема да го спомнат тоа. Од друга страна, еве баш сега пред малку читав за луѓе кои што се жалат од Safe City, кои што регистрира казни за непостоечки поминати релации, значи колата нивна седи дома, а им стигнува казна. Тоа ќе биде прашање како ќе се одвива, јас не знам, тоа е направено буквално. Оди ти докажи на системот, оди ти докажи на некој. Гледате, нештата се прават да го загрозуваат обичниот граѓанин. Не приметувате дека од сите страни, од сите агли, одговорноста се вперува во обичниот мал човек, а не врз материјалистите, не врз политичарите, не врз овие големи империјалисти и кои што загадуваат, и кои што градат, и кои што уништуваат. Целиот проблем се става на обичниот граѓанин.
Од друга страна, 120 нови полициски возила за потребите на униформираната полиција. Тоа се луксузни коли, бре, луѓе. 70.000 евра накитен плоштад, кич. Зашто плаќаме за тие ресурси? Сето тоа можеше да се инвестира во граѓани од ранлива категорија, од нешто, да се направи некоја промена круцијална, суштинска промена во системот, во нешто со тие пари, ама не, тоа е зло. Површно ќе маскира некои вредности, као наводно подобри да бидеме во услугата, да бидеме безбедна полиција, побрзо да стигнеме. Мислам, тоа се залажување на прост народ, јас да ви кажам. Ова се буквално приказни за мали деца што ги читате на медиумите. Маскирање на вистината, као наводно за потребите на реалните потреби на полицијата, на безбедноста на градот, на рушењето на градбите за, како што ги зборевме за овие дивоградбите од малските, ама нигде нема, никој нема да отиде во Чаир да ги сруши тие дивоградби кој знае колку ги има. Луѓето многу добро знаат, народот, дека таму се има исперано многу пари. Никој нема да чепне по некои суштински нешта, да прекине некои суштински работи кои што навистина носат зло, ама еве вака ќе ве манипулираат. Вели, пазете, вика, премиерот им го честитеше на вработените овој, демек, проект за набавка, нагласувајќи дека со новите возила значително се подобрува мобилноста на припадниците на полицијата. Која мобилност, бре, луѓе? Еве, ќе ви оставам видео сега, погледнете полицијата и полициските возила во минатото, значи се било пристапно, едноставно, без некои луксузи. Ова се луксузни коли, само погледнете ги, луксуз. Кој знае колку илјади евра е тоа? Значи една обична кола не е толку, да речеме, со сите добри капацитетни ресурси што ги има, за да може, нели, да вози убаво, нормално. Ова спаѓа веќе во зона на луксуз. Значи не спаѓа во кола која што ги задоволува сите потреби, туку ова ги задоволува единствено потребите на лечење комплекси преку добра кола. Дека е функционална за службата, функционални биле и најобичните коли пред 20 години. Па не сум јас единствена што проаѓам на ова место. Едно време имаше поставено милиционер, сите поминуваја од таму, затоа и јас. Значи по ваши мислење треба да стои милиционер? Не треба да постои милиционер. Затоа што многу го загрозуваат така сообраќајот, тоа е едно невнимание на пешаци. Сигурно и мое. Пред донесување на овој новиот закон што е за возачите, за поштување на пешаци и ред други ствари, ги поштува едно известно време, меѓутоа после тоа... Да молам, вие сте возач. Да. Што треба да сторите пред пешачките премини? Треба да застанам да ги пуштам пешаците. А зошто вие тоа не отсторите? Зошто поминувате на недозволено Бев место? замислена, толку бев изгубена, замислете се за Вие нас. сте овде од Скопје? Од Скопје. Долу гледам дека пешачките премини само 20 метра оддалеке. Што сем во право, сте виновна сум. Треба да Ова мислите, прв пат ми се случило. пред се треба да мислите за вашата безбедност. Да, и за својата и за возачите. Да молам, За моторното возило, нема треба. немојте бедина. Само Ова ви е- дека и на пешачки премини Ова би ви е се само поминало и се мал почека. дел Ние од возачите циркусот таму. кој што ви се одигрува пред очи, кој што има впрочем најголема манипулација да ви ги замаскира и нашминка естетски совршено нештата во општеството, а при тоа злото ги вмрежува сите структури за да може да и финансиски да биде скапо се, еве и китењето и не знам што, и поскапување, значи од сите нешта да може поскапувањето да се исцеди максимално, да не може обичниот граѓанин со една обична плата да преживее. И ете ви го страдањето од сите можни агли, затоа што поединецот животот го одбра и го прифати во служба на злото.
животот се живее според аутопилот, не се размислува дали ова е правилно или не, и еве ви ги последиците. Социјалните мрежи, вестите, ова се само и коментарите кои што постојано се шират на социјалните мрежи се идеална можност луѓето да едноставно одат во бегство од проблемите и се јадат едни помеѓу други, а впрочем злото да помеѓу луѓето да е постигнато и да се свесноста да се фокусира на глупови и прости нешта, а не на суштинските решенија кои што човекот ќе го одведат кон поубав живот. И само секоја недела едното исто, коментари милион под вестите, под медиумите, луѓето само шират негативна енергија, се јадат помеѓу себе, само клеветат и испраќаат лоша енергија. А овие ве чешлаат од друга страна постојано, е вака некои соискази со некои вести ќе ве чешлаат дека се правиме ние за доброто на човекот, а друга страна ништо не прават за доброто на човекот. Ништо. Апсолутно ништо. Се прават само за да го маскираат впрочем злото. Бидејќи се ова е измислено што е направено во општеството, а тоа значи дека ако е се измислено, се има одредена духовна психологија, која што е водена од некоја повисока сила. Повисоката сила може да биде од страната на светлината или од страната на темнината. Но бидејќи живееме во дисхармоничен свет, исполнет со страдање, немир и дисхармонија, тоа значи дека ние го живееме злото. А за да не го живееме злото, треба да се вратиме кон вистинските вредности. Кон Бога, кон светлината. Каде е спасот? Спасот е во враќањето кон Библијата, кон вистинските духовни вредности. Сите сега се празниците полни цркви, меѓутоа тоа се лажни верници кои што празниците ги користат као наводно за враќање кон некое идолопоклонство замислено, а впрочем преку духот живеат сосема спротивно. Ако ја прочитате Библијата, секој од вас ако ја прочита или барем Новиот Завет, ќе види дека со неговото живење е сосема спротивно од она што Бог го вели за човекот. Ако е тоа така, тоа значи дека ние сме сосема одвоени од Божествениот дух и од сите вредности кои што Бог ги наумил и ги дал на човекот, кои што се духовни вредности од важност за да може да живее здрав живот, општествен живот и да биде среќен. А ако ти живееш спротивно 24/7 во текот на сите 365 дена, тогаш ти си лажен верник. Ти си лажен верник и тоа не е добро. Затоа раѓањето на Исус одма после Нова година, иако јас знам и сигурна сум дека правата Нова година е на 1 април, кога почнува пролета, и меѓутоа овој период е не случајно вака направен, бидејќи се знаело како ќе биде и да не потсети дека годината треба да живееме според стапките и чекорите на Исус, а Исус тие вредности кои што ги носеше беа нематеријализам, кроток начин на живење и чист образ,